Во текот на април месец имам намера да го пополнам по систематизација слободното место посебен советник на премиерот за ромски прашања. Ќе спроведеме транспарентна постапка, во моментот течат постапки за 4-5 советници, секако ќе видиме кои кандидати ќе се јават. Тоа е право на премиерот, заради тоа што се тоа први соработници на премиерот во кабинетот. Јас познавам многу квалитетни роми, верувам дека ќе се мотивира да се кандидират на тој оглас што ќе биде и за оваа прашање, односно посебен советник за ромски прашања, треба да биде некој од ромите. Граѓани на Република Македонија, се надевам дека квалитетни кадри ќе се кандидират, за да можат буквално не само премиерот или другите луѓе во кабинетот, туку и роми да се борат за ромските прашања, што е исто така многу важно. Ќе дадам само дополнение на одговорот за аптеките, кој што е проблем со 15 обично е прекршителниот датум во месецот, кога почнуваат да реагираат граѓаните дека нема соодветен број на лекови или не се дават од позитивната листа на лекови по аптеките ширум Македонија. Тоа е воочено прашање и проблем во државата и влеговме во негово решавање. Анализата покажува дека ако една аптека има квота од 1000 единици пари и таа обидувајќи се да ги искористи можностите на самата квота, а при тоа да заработи, аптеките се движат на начин на кој што законот тоа им го возможува, ама штетата ја трпат пациентите, односно корисниците на лекарствата. Ако одлучат да дадат лек од 100 единици кој што вреди, веќе од 1000 единици тие 100 единици ги искористуваат. На тој лек од 100 единици имат 5 единици ќар или профит. Ако одлучат да издадат по една единица налгинче или диапазам, диазапам, и издавајќи го, целото тоа имат од секоја единица по 1 денар. И максимализираат ефекти на останатите 900 да добијат 900 единици корис, профит. Тоа не е законски забрането, но на овој начин остануваат граѓаните недоволно покриени со лекарствата и лековите кои што им треба. Реформата која што ја правиме, фондот работи комплетно со цели тимови на тоа, е да на граѓаните им биде ограничен, односно овозможено сите 30 дена или 31 ден во месецот да буквално... Господине премиер, се извинувам. Одговор на тоа прашање даде министерот за здравство. До вас беше поставено прашањето околу советникот за потребите ваши во кабинетот. Рече или за премиерот, или за министерот за здравство. Не смееме да го кршиме деловникот, бидејќи на првото прашање одговор даде министерот за здравство и пратеникот кажа дека е задоволен. Се извинувам, но таков е деловникот. Се извинувам, таков е деловникот. Воведуваме пракса поинаква од како што е запишано во деловникот. Се извинувам уште еднаш.